еден проблем е треба да се направи ревизија на сите севозможни студии за влијание врз животна средина, одобренија од Министерство за транспорт и врски, од Министерство за земјоделие за пренамена на земјиште, од Министерство за животна средина, реков, за студиите што ги одобрило, и конечно од Министерството за економија, сите оние стручни луѓе кои што прифатиле дека е дозволено да се прават вакви рудници. Значи, зборуваме за огромна папирологија која што е гнила и која што треба сериозно да се преиспита, а исто така да се преиспитаат и лиценците на сите тие консултантски фирми кои што ги изработуваат студиите за оценка на влијание врз животната средина. Што тие прават и по која цена тоа го прават? Треба да се знае дека ако си решил да се потпишеш под некоја студија дека не штети на екологијата, дека за тоа треба да стоиш. А во целите студии ги анализиравме, сме зборувале во јавноста, знаете за тоа. Во студиите, цела студија кажува колку штета ќе има од некој рудник и на крајот заклучокот е, ама нема да има штета, нека има рудник. Такви работи не смеат да се дозволат. Така што, значи, има обилна документација за тоа како е се дојдено до овие концесии. Во овие последни 2 години забрзано е интензивно работено. И фактички во овие 2 последни години, во време на политичка криза, што е најскандалозно, се правени овие концесии и овие студии и јавна расправа за еден од рудниците за Иловица, за другиот дури не видовме ни јавна расправа, а е потпишана концесијата.